Бевте носител на власта, на политика, што итно би направила во моментов за буџетот да не го гледаме социјален изминати 20-30 години, туку да имаме некаква си развојна компонента која ќе ја почувствуваат граѓаните, нели оној раст од 5 до 6% на бруто домашен производ. Што вие би направили? Хипотетички прашања, тоа јас не... Ама ме интересира вашето мислење. Моето лично мислење е во однос на тоа познато. Јас одамна имам и напишани истражувања и објавени истражувања дека сметам дека нашиот даночен систем е многу регресивен. Впрочем, и како многу други земји во југоисточна Европа и посебно Западен Балкан. Меѓутоа, одредени земји постепено влегоа во делот на одредена прогресија. Јас сум за блага прогресија во делот на директните даноци, дури и во семејните приходи. Не само личните доходи, туку семеен доход. Се види, бидејќи не е исто ако вие сте семејство од тројца луѓе и двајца работите, и тоа со прилично добри плати, за разлика од некој кој што се семејство од 6 луѓе, па можеби само еден е вработен. Така да тој терет, бидејќи принципот на даночен терет треба да биде поднослив и да биде праведен и правичен. Ова е филозофска категорија. Ова не е финансиска категорија само. Тоа што е праведно и правично треба да се размислува. Бидејќи зависи кој слоеви на општество припаѓате. Зависи кој се капацитетот на економскиот капацитет, не само по основ на приходите, income base, туку и по основ на богатството, и по основ на наследството. Значи, комплексни се овие прашања. Јас сум за тоа во блага прогресија, лично ама. Блага прогресија со повисок праг. Не прагот да биде на многу ниско, да ги зафаќаме, после да не избегаат луѓето што вршат услуги, IT услуги, не знам, дизајнирање услуги, така натаму, во други места и оттамо да ни испорачуваат, као што беше случајот, нели, со пред неколку години.